е ќимлакот добиен од късметот, чита Александар Станојков. Еден сиромашец си имал 5 дробни дечиња. Дење ноќе работел и пак гладен многу вечери беше си легнувал. Отишол еднаш на жниење, се наредил со аргатите да жнеит и сите аргати тераат ред, сите ќе истераа на другиот крај и ќе седнеа него да го чекаат. Многу се страмил сиромајот дека така постанувал во жниењето, живо да се чинел кој од работењето, кој од страм од другарите. Вез ден аргатите се со него мезе си праеја и се шегуваа. Вечерта си тргна аргатите за село и сиромајот си одел по нив. Кога дошле до село, се побарал сиромајот на рамо за српот дали му стоит. Кога гледат, српот си го забореел на нива. Веднага се врати за да го бара, од јутрото пак ќе му требало да жнеит. Дури отишол на нива, се смрачило. Гледал во нивата еден човек, кај туку збирал класје, полека дошол до ендеко и се зацкрил да слуша што ќе зборува човекот што збирал класје. Доста ми е маката што му избирам класијата од мојот стопан, што сум му късметот, рекол. Късметот што збирал така сам со себе. Па и од сиромајот што имат појак од мене късмет, што му седи се на колки со тамбура да свирит, а не да му поработи, како што му работам јас на стопана ми. Од кога го ислуша сиромајот късметот, рипнал преку ендек и го добил. Кој си ти бре што крадиш пченицата? Му рекол сиромајот. Море, јас сум късметот од стопанот на нивата, му избирам класијата што се растурени од вас денеска. Туку ти што бараш сега да се враќаш од дома, таман кога ќе вечераше? Море, брате, српот ми загина в нива, дојдов да си го најдам, му рекол на късметот. Туку грео да си го бери твојот късмет што го однесе овојал, да не можеш да се сетиш оти срп имаш на рамо. Тој нека си лежи на колка и нека се свири со тамбура, а ти лежи ката вечер гладен. Ами да ти кажам денеска, што велеше кога седеше на ендеков и ќе впраеше, дека ти не можеш да жниеш токму со сите аргати, за утре што сака да се направи. Утре, кога ќе си жниеш ти, тој ќе се престурит на еден зајак и ќе ти поминит меѓу нозе, за ти да мавниш со српот и да си пресечиш ногата, та да не можеш да работиш, уште да сиромашиш. Туку утре, да си земиш една вреќа и да ја врзиш со отворена устина за обете нозе, та кога ќе дојдит, за да поминет късметот на зајак сторен, ќе се шукни во вреќа и вати го, та удри му еден ќотек со пиралката и после да видиш како ќе те обогатит. Утрото направил така и ти го ватил како некој зајак во вреќа, та го кренал нарамо и си отишол дома. Затворил врати и пенџериња, такова зелена пиралката, кога му легна да маат што да може. Удри. Али тамбура ќе ми свириш бре песо еден, на колк ќе седиш? Зајак ќе се чиниш да ме лажиш, па си пресечам нозете? А да видам сега, свири ти тамбураот и јас ќе бијам тапан на тебе. Така го судеше и го мааше и му се валеше да го врли во некој бунар да го удаи. Викал, пискал, сиромав късмет му се молел и му се колнел, дури месата си јадел, оти ќе го обогател од мерата надвор, сал да не го убит и тамбурата ќе окршит што свирал. Та ќе работел гологлаечки за да го обогатит. Од кога го натепа начисто, го одврза од вреќата и го курдиса на патот. Ти сега късмете, кажи некој марифет да видиме што ќе ми кажиш да се обогатам, рекол сиромајот. Инаку нема да те пуштам од врата надвор. Овде ќе те држам една недела, да трпиш со мене заедно, да ми видиш мојата сиромаштија, што сум легнал многу вечери без леп со се моите дечиња. Така зборувал со голема лутина сиромајот. Вака го судеше и со пиралката в раце туку намал да го биет. Или жената му беше била жалоита, тичи да не го оставала да го удира со пиралката, чунки на секое намавнување да го удри, таа чини вати му ја и примоли го да не го удира. Беше се стресол късметот како некој брат од страв. Аман, господаре мој, беше му се расплакал и късметот им рекол. Немој да отепој ме, ти вистина и јас ќе умрам, ама и ти па сиромов ќе останеш. Ај, прости ми животот. И утре рано да станеш, да појдиш на онаа планина за Едисонце, таму имате еден многу голем орев.
Подореот имат еден извор. Заалеј од тој извор вода и појди кај царот, покажи се ети ми потурија со водата цареја ќерка и веднаш ќе оздравејте. Ете ти пари да земиш од царот колку да сакаш. Прикажи се за етим, да лекуваш секакви болести, се со таа вода. Ето ти пари со тоари да добиеш. Ама и едно друго да ти кажам. Кога ќе оиш кај некој болен да го лекуваш, а ако го видиш анđелот кај нозете, наваќај се да го лекуваш. Ама ако го видиш кај главата, не ваќај се, ти ќе умрет. За ова што ти кажам, ако не ме веруваш, утре појди кај цареја ќерка и обиди да после пуштиме. На тоа згора ставија да вечераат и го клади и него да вечераат. Кладоа лепна трпезата, ршен, црн како ќутук, опален, дека не било сеано брашното, ти ќе саде со осилки беше лебот. Саде речи Господ да го умножит, чун ти в уста не се клала, не да го јадиш, туку пуста гладос. Ќе се јади и дрво и камен. Кладоа троа солца во едно ваганче на место манџа, таму рекол сиромајот, де повели сега лепи сол, лели толку ми се такса да вечераме, да утре јас ова што велиш ќе го обидам. Ако е вистина, ќе те испртам со чест. Ама, ако ме изложиш, ќе те убијам како пес. Заватија да јадат лепи сол, арно и од солта помалку да макаат. Си караше сиромајот дечињето и немал пари и сол да купите. Късметот наш, му рекла жената од сиромајот. Али виде доколку сиромаштија не вјавнала. Амат барем дечињава нажали се да кој гледа на нас. Ај не плачи, господар, ќе не бригајле. Многу било, малку останало. А ако не умрам ноќеска од пустиов ќотек што го јадов, ќе видиш утре од еден тоар пари ќе добиете. Од сега за напред, веќе јас нема тамбура да свирам, ќе окршам на 300 парчиња, оти заради неа овој ќотек го јадов јас. Кога ќе си легнува, го затворија късметот во една одаја, за да не побегне ноќта. Утрото уште од рано отишол сиромајот, да залеал вода и тргнал помало да викат Етим, етим! Поминал пред цареја порта и едно го чуле, го викнале да ја види ќерка му, дали ќе може крастата да ја излекуват што ја имала. Едно видување ја потурил со водата. И за чудо големо веднаш се слупила крастата и паднала како некоја церова корупка. Која ќе се видела цареја ќерка оздравена, со голема радост го однесла пред царот и царот му дал еден тоар пари та го испратил. Дошол дома и си растоарил тоарот со пари, та отишол в чарши и накупил се што требало за јадење и пиење, та си го нагостил късметот со сите убајање и му дале еден дар бовчалак, та го испратиле од која се испростиле. Од тој саат, веќе сиромајот работил со екимлакот и многу пари добивал, а од друга страна работил и късметот дење и ноќе, чун ти ја окршил пустата тамбура, што не го оставаше напред да работит, чун ти мерак беше врлил на свирењето.